повторно во градскиот парк, но овој пат да прашаме некои случајни минувачи како размислуваат на темата да бидеш среќно невработен во Македонија. Да побараме некој. Извинете, дали ќе може... Не. Извинете, дали ќе може да ве прашам за... Извинете. Добре вака? Дали ќе може да ве прашам неколку прашања? Да. Ајде да почнеме. Најпрво, како сте? Како да сум? Па не знам. Добро. Како размислувате на темата да бидеш среќно невработен во Македонија? Треба нешто да размислувам. Па како гледате на таа тема? Доста актуелна денеска. Аха. Не знам, ми рекоа да дојдам тука сега. Зашто да дојдете? Овакво дека ќе да брани, нешто ќе сме бранеле, не знам. Што ќе браните? За Македонија. Што за Македонија, господин? Не ме многу глупи прашања, не можам. Се наоѓаме во градскиот парк со нашиот експерт на темата како е да се биде среќно невработен во Македонија. Душица Станковска. Добар ден, Душица. Здраво, Снежа, само да те поправам, јас сум Душица Станковска, без В. Извини, Душица. Добро. Како е да се биде среќно невработен во Македонија? Прво треба да си успешно невработен, затоа што треба да поминеш дипломска, магистарска, докторат. Јас веќе сум стигната до магистарска, ја завршив и сега спремам докторат и така, добро, супер. Топ. Да. Одлично. Колку години си веќе среќно невработена? Еве веќе 8 години и така, добро е. Да. Како се чувствуваш? Прекрасно, им го препорачувам на сите да го почувствуваат ова чувство, прекрасно. Да. Кој е твојот совет кон помладите? Им советувам да завршат факултет, да магистрираат и да одат што повеќе, да се стремат по големи амбиции и да се надеваат, пошто сите можат вака да бидат среќно и успешно невработени и да чекаат, да се надеваат, пошто тоа може да се случи секој ден. Да, така. Се наоѓаме повторно во градскиот парк, но овој пат по иницијатива на експертот по лингвистика Милица Анџелковиќ. Добар ден, Милица. Овој пат она ќе ни збори на слободна тема. Повели, Милица. Како се, Снежа? Одлично, ти благодарам. Тие? Супер, јас сум супер. Хтела сам да вам кажам за македонском јазиком. Јас сум веќе тука 20 година, предавам на факултет, сум професорка и ја толико волим наш јазик. Мислим и хочам да вам кажам дека не треба да дозволуваме други влијанија. Не треба да дозволиме некој да ни го земе нашиот јазик. Не треба да учите странски јазици, само македонски. Имаме толку многу примери за тоа колку треба да си го сакаме нашиот јазик. Например, хтела сам да кажам, имамо те споменике, трајче, ово македонско, цел плоштад е пун со споменици и тоа треба да се цени. Тоа се примери како нашиот јазик треба да го сакаме, зошто историјата треба да се сакаме и тоа е тоа. Ти благодарам, Милица. Добро дојдовте назад во студиото. Тоа беше се од интервјуата, подоцна ќе приклучиме неколку гледачи и ќе поразговараме за нив. Денеска во нашето студио гостин ми е доктор Пере Мозоков. Добар ден, докторе. Добар ден. Како сте? Одлично, ви благодарам на поканата. И благодарам на присуството. Вие со вас гледам сте понеле 2 експерименти. Точно. Дали ќе може да ми објасните што се случило со нив? Со нив се случи една проста работа, сега ќе ви објаснам. Всушност, и гледачите ќе имаат прилика тоа да го видат во следното видео кој. Тие се двата експерименти што бевме во публиката. Тие се двата експерименти, тие ми се засега најрепрезентативните примероци од мојата успешна операција, од мојата последна, бидејќи таа беше спорака специјално направена за вашата емисија, бидејќи јас секој ден имам по милиони повици за насекаде во светот да операм мозоци. Се случи една многу проста работа, тоа се зема еден мозок кој е креативен, кој е обоен и го перите лесно за да стане бел, празен, односно табула раса. Прост. Да.
Така е. Добро. Ајде тогаш да го погледнеме видеото од фабриката, па ќе се вратиме подоцна повторно. Слободно. Се наоѓаме во пералната убав живот и овдека ќе разговараме со докторот Пере Мозоков за целиот процес на перење на мозоци. Добар ден, докторе. Добар ден. Како сте? Па работно како што гледате. Така е. Дали ќе можете да ни го објасните целиот процес на перење мозоци? Да, можам да ви го објаснам, ќе ви го објаснам, но првично сакам да напоменам дека јас со ова работа се занимавам веќе 20 години, знаете, специализирав на ова работа, перење мозоци, некој како што би рекле мојата играчка и прва играчка беше мозокот. Од мал сум вака по мозоци, знаете. А сега можам да ве воведам во нашиот курс на перење мозоци. Првично што ви треба е еден убав мозок од паметен човек, креативен, да кажам, мозок, значи обоен мозок. Го земате мозокот, го земате четкичето, значи четката мора да биде посебна, знаете, таа е скапа четка, не може секој да приушти, само луѓе како мене, да не речам само јас. Овие стигнуваат по нарачка од Русија, Северна Кореја. Значи, бидејќи чепнете. Разлика. Да. Го земате мозокот, тувате четкицата, малку го мацкате мозокот во оваа течност тука што е магична. И полека поработите и на средина, поминувате по мозокот. И веќе тоа е спремен за да оди во следната фаза. Следната фаза е тоа, погледнете. Тоа е уметност чиста. Тука малку да се исцеди мозокот. Цак. И го земате мозокот и е веќе спремен за да се стави на направата за сушење. Гледате другите мозоци се веќе тој при крај, овие другите се веќе готови мозоци, кога ќе изгубат бојата, кога ќе ја добијат таа бела боја, таа прекрасна боја, чиста боја на незнаење, табула раса, како што некои би кажале, тој веќе спремен за користење, за лепење на нечието, на некој човек, например, како етикета. Сега да ме прашам, зашто се овие пакети овдека? Па тие пакети ми е мило вака што прашавте, па работиме доста, знаете, сега во моментов сум сам, но претходно имаше и други луѓе ги пратев да одморат за нашите празници. Овие ни се испорака треба да направиме во некои од градовите во Македонија и најчесто во селата се побарувани, ова се готови мозоци тука во пакетите, се полни со готови мозоци. Ево, момент, гледате, тоа е веќе, тука е мислам, пар екселанс мозок, знаете. И после готовите мозоци од сушарата, каде после тоа одат? Па одат во луѓето кои ги чекаат тие мозоци долго време, но кај нас веќе се работи деноноќно, така што не мора да чекаат многу долго. Ќе видите сега, дојдете по мене. Да. Значи мозоците од тука одат. Поведите едно мозоче. И тие се веќе спремни за дејствување. Погледнете таа радост, таа среќа. И потоа нормално ќе кажете дека животот е убав. Така. Прекрасно. Браво. Еве не повторно. Фасцинирана си уште од овој целосен процес. Браво. Многу и се збунивте што сте фасцинирани. Така. Добро. Имаме едно прашање за вас. Зашто служат траките? Дали тоа може би значи дека не е целосно успешен процесот или која е улогата на тие траки? Дали ви овдека алудирате на нешто дека јас сум неспособен? Не. Да не сакате овдека сега на мета, па вие ќе ме стрелате мене? Тама на работа. Добро. Само едно. Добро, Прашање. тоа веќе сте запнали. Ќе ви кажам бидејќи сум доктор кој што е признаен во целиот свет. Така. А тука си дозволува да го изиграва. Добро, не е важно. Значи траките служат за, бидејќи ние сакаме ова дело да е совршено, бидејќи јас сум еден така, да видам скромен, совршен човек и доктор. Така што мало штрафче ако фали, не е тоа. За сега траките ги носиме за не дај Боже. Така. Например, може да се случи тоа и вие со себе си носите на самолеплива трака, која е 10 денари, ништо повеќе, и ја аплицирате на устата на експериментот и е све завршено, мислам. Така. Додека не најдеме друго решение, многу едноставно, дај просто. Добро. Ајде тогаш да приклучиме некој гледач, за да видиме дали имаат некоја прашање за вас. Добар ден, дали се слушаме?
Ало, добар ден. Добар ден, повелета во емисија сте. Добар ден, добар ден. Добар Тука ден. Љупка. Така, добар ден, Љупка, како сте? Поздрав, Љупка. Супер. Не слушам слабо, ама супер сум, супер. Јас сум Љупка од Скопје, сум јас, да, од Скопје. Супер. Ја редовно ја следам вашата емисија. Многу добар репертоар имате, еве и со сопругот ја гледаме, со Така. пријателките, значи на вистина на ниво. Така. Кое е вашето прашање за докторот? Да, прашање, да. Па спремив јас едно прашање. Сакав да прашам само колку време трае процесот на перење мозоци, бидејќи мојот сопруг за 2 дена на деловен пат со колешки треба да оди, па да знаеме дали ете ако може ние како еве обичен граѓанин да направиме нешто. Може. Еве, докторот ќе даде се од себе да ви даде одговор на ова прашање. Ви благодарам на јавувањето. Се слушаме во некоја наредна емисија. Секако, јас ќе се јавам. Љупка, памтете, Љупка од Скопје. Така, господи Љупка. Тоа е се, Љупка. Поздрав, Љупка од Скопје. Сладко се насмеав на ова ваше прашање, бидејќи беше мощно интересно. Сега ќе се обидам да ви дадам еден сериозен одговор. Според тоа што го кажавте вие, за вашиот маж би требало процесот да трае 15 минути самата операција, односно мојот зафат, и потоа му се дава уште еден ден суша и е така, да не е преку вечер само, така што мора, например, 2 дена по 12 сати додека е дење, сега дувка малку ветар побрзо ќе се исуши мозокот, така што мислам дека за петок ќе биде спремен за напад со неговите колешки. Се надевам дека ви одговорив на вашето прашање. Поздрав, естеташ. Добро. Тоа беше се од денешната емисија. Ви благодарам уште еднашка, докторе, за вашето присуство. Исто така им благодарам и на вашите експерименти. Не знам колку ќе може да ме разберат што им кажувам и ме слушаат. Им кажам. Така. Па се гледаме, драги гледачи, во утрешната емисија секако.